Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата, моето прашање до сите пратеници од мнозинството, до целата влада на Зоран Заев и неговите 28 министри, неговите 70 советници, е следново. Дали овие политики на владата на Заев се издржани, а не се? Дали даваат резултати, а не даваат? И дали во Македонија има инвестиции, како што нема? Почитуваме колешке Лазаревска, ако го погледнеме кумулативниот раст на БДП, откако е оваа влада, тој раст изнесува 6%. Кумулативно. 17-та година, 18-та година, 19-та година. Истовремено, минималната плата ја зголемувате 60%. Добро е да се зголемуваат платите, добро е да растат платите. Тоа секогаш треба да се поздрави и поддржи. Истовремено, со катастрофалните политики на владата на Зоран Заев, со кумулативен раст од само 6%, прашањето е дали е тоа одржливо. Уште еднаш, не е тоа мала диспропорција. Раст на економијата 6%, а на друга страна раст на издатоците 60%. Дали во Македонија има толков економски раст? Нема. Дали има зголемување на продуктивноста? Нема. Паѓа продуктивноста. Што расте? Расте исклучиво јавната администрација, јавниот сектор кој што го доведовте до 150.000 луѓе, кој што оди нагоре, нагоре и нагоре. Почитувана колешке Лазаревска, имаме податок дека за 3 дена ќе се задолжуваме за нови 67 милиони евра. Долгот е на историски највисоко ниво. Долгот ќе ни пробие сега и 5 милиарди, 50% од БДП. Кој ќе ги враќа сите тие средства? Значи, на Зоран Заев му гори под нозете, знае дека ќе изгуби, знае дека разликата е огромна, разликата во моментов сега е 100.000 гласа. И само за да се закрпи за два пратеника, кои што и онака нема да ги добие, ќе преземе мерки кои што може да бидат прилично ризични, од типот на зголемување на даноци, од типот на она ретерирање кое што го видовме со прогресивниот данок, кој што сега се повлекува и сето останато. Значи, господи Лазаревска, на Македонија требаат нови фабрики, нови инвестиции, кои што не ги гледаме со овие неспособни министри и со оваа неспособна гарнитура на Зоран Заев. Благодарам. Лазаревска контрареплика.